Добро вечер, стартуваме со уште едно отворено студио на телевизија Нова. Вечерва имаме интересен, ексклузивен гостин во телевизија Нова, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, господинот Никола Груевски. Добро вечер и благодарам што ја прифативте понудата за гостин во студијата. Благодарам, поканата ми, задоволство ми и поздрав до сите што не следат вечер. Вечерва ќе говориме за се она што се случува. Еден месец сте веќе во опозиција, СЈО зад врат, еден куп пријави само за функционери на ВМРО-ДПМНЕ. Вистински циркус се прави од она што го прави СЈО. Меѓутоа, прво ајде на ваша генерална оценка. Месец дена сте во опозиција, новата влада веќе залауфа. Ваше мислење како тера до сега и изборот на Заев за кадри за министри? Знаете што, може би е прекус периодот да се даде некоја генерална оценка, но од она што може да се насети од почетоците од овие 30-35 дена, е практично дека ова влада функционира без концепт. Заев е како муа без глава. Немаат никаков концепт, немаат никакви конкретни чекори, конкретни реформи со кои што би го подобриле животот на луѓето. Има многу ветувања, изразени во финанси, изразени во просечни плати, во минимални плати, изразени во многу различни работи што доколку се остварија, навистина ќе почнат да им го менуваат животот на граѓаните или барем дел од нив. Некои беа и нереални, некои беа лажни, но некои можеби ќе го подобрија животот, но такво нешто немаме. Имаме секој ден средби со амбасадори. Ние најчесто кога бев во владата, кога бев премиер, средбите со амбасадорите не ги објавувавме бидејќи ги ценивме за секој дневна работа, освен у специјални прилики. Во некои специјални прилики кога ќе ни додеват извештај еднаш годишно од Европската комисија или нешто така. Како и да е. Меѓутоа Заев вели дека топрва ќе следат оние промени и дека ВМРО-ДПМНЕ прерано. Добро, ќе видиме. Ќе видиме. Јас самиот кажав дека прекраток е периодот за да се даде генерална оценка, но до она што досега го гледаме дека почнуваат со партизирање на администрацијата. Се што ставија до сега се партиски кадри. Почнаа со кршење на законите. Најголем дел од разрешувањата на старите функционери го прават на незаконски начин. И најголем дел од назначувањата го прават на незаконски начин. Зборуваат за реформи по 20 пати на ден, немаат една реформа направена до сега. Се занимаваат со укинување на старите реформи, односно реформите што ние сме ги направиле, заради популизам пред граѓаните, нешто ако почувствуваат дека некоја група граѓани ќе го поздрави, независно што генерално тоа е добро, тие го укинуваат за да покажат дека ете нешто прават. Меѓутоа нема ништо сериозно што може да се пофалат да го видиме или нешто што би им го променило животот на граѓаните на подобро. Постојано говорат за Европска унија и НАТО, говорат дека ќе влеземе во Европска унија и НАТО, но најновото е тоа што нема да ги почнеме преговорите за Европска унија, туку ќе сме ја одмрзнале замрзнатата препорака која што се замрзна заради кризата што тие направија. Значи прво направија криза, 3 години земјата ја втурнаа во една исклучително кризна политичка ситуација и сега викаат сега не е веќе ветувањето ќе влеземе во ЕУ и НАТО, туку ќе го одмрзнеме тоа што заради нашите активности политички беше замрзнато. Добро, туку и Грција има ладен туши од Грција, иако велат дека ќе ги односите, меѓутоа за тоа сакам на крајот да зборуваме. Месец дена. Така што овој збор циркус вака помалку и така наликува хаотичност, немање концепт, немање стратегија, прават празни пресконференции без некои детали, да речеме сега слушнавме она 369, вака на луѓето си помислат кој знае што е ова. Во суштина таму се главно напишани работи кои што ги имаат преземено од нашите стари реформски приоритети или некои дури се исполнети од нив. Но како и да е, времето ќе покаже. Времето е пред нас. Така. Месец дена се тие на власт, месец дена е ВМРО-ДПМНЕ во опозиција. Како е да се биде во опозиција? Ликуваат од страна на опозиционите партии или оние нивни кадри дека ова е крај за ВМРО-ДПМНЕ и веќе никогаш нема да се врати. Како е да се биде опозиција и дали е крај за ВМРО-ДПМНЕ? Знаете што? Ние сме биле опозиција. Нас не е прв пат да сме опозиција. Ние добро знаеме што е опозиција, имаме искуство и добро знаеме како од опозиција да се вратиме повторно во власт. Со тоа што сега состојбата е далеку подобра од причина што ние уживаме најголемата доверба на граѓаните во самиот старт кога сме во опозиција, за разлика од 2002-та кога се сеќавам на тогашните анкети беа 31 за СДСМ, 8 за ВМРО-ДПМНЕ. Сега во предност е ВМРО-ДПМНЕ. Ја имаме поддршката, победивме на изборите и од тој аго имаме една подобра состојба, што не значи дека не треба многу да работиме и понатаму да ја заслужуваме довербата на граѓаните. Таа не е една за секога заслужена. Таа треба постојано да се заслужува со многу работа, со многу труд, со многу резултати. Сега ние не сме во владата да ги правиме тие работи што граѓаните се навикнаа за нив да ги правиме, но сме во опозиција и од
позиција на опозиција, практично, ќе се трудиме да направиме нешто добро за сите граѓани, да помогнеме, да онаму кај што треба се помогне, но онаму каде што треба да се предупреди или да се критикува, да се направи сето тоа. Добро за граѓаните се има силна активни, не има секој ден, не има на терен. Екипи од партијата се постојано на терен, посетуваме околу 1000 села, низ цела Македонија, имаме таргетирано да ги посетиме, посетуваме градови, се подготвуваме внатре во партијата за локалните избори, ги започнавме и првите активности околу тоа. Работиме на формирање на нови комисии кои што треба да бидат, да речеме, ударната тупаница на ВМРО ДПМН, тие треба да бидат еден вид на пандан на... Значи не мирувате во опозиција, планот е кај да е повторно? Тие треба да бидат еден пандан на државните институции, на тоа што тие ќе го работат. Имаме 25 комисии кои што ќе следат нивната работа, ќе следат јавно што тие прават, ќе го коментираат тоа, ќе даваат идеи, ќе даваат предвоси, ќе критикуваат ако е нешто за критикување. Така што некаде за 10 дена од сега би требало тие да бидат формирани. Во процес сме на формирање на нов извршен комитет, затоа што неодамна заврши мандатот на преходниот извршен комитет, така што сме во полна парија се работи во ВМРО ДПМН. Оние кои што не посетуваат во штабот, не им се верува кога ќе дојдат и ќе останат до 12, до 1, до 2 часот навечер на состаноци и велат, баш синоќ имав една таква ситуација, еден од присутните гости вели, ја мислев дека се збори само тоа, дека се работи тука многу, ама тука е во 2 сати и 27 веќе, а вие се уште држите состаноци. Така што ВМРО е партија која е жива, ВМРО е партија во која што се работи, и ВМРО е партија која што е така структурирана да во која и ситуација да ја поставите, таа ќе работи за нешто подобро за оваа држава и за овој народ. Значи, овој удар не беше удар, како... Видите, тие во овој период се обидуваат да не осомнат нас. Значи, тие на одреден начин дојдоа на власт без победа, дојдоа на власт со пораз, дојдоа на власт со... Сепак успеа, еве ги направија влада. Да, направија влада, дојдоа на власт со надворешни помошти, со надворешна интервенција, дојдоа со коалиции кои што им ги залепија и така натаму, но ја направија таа влада. Сега им доаѓаат локални избори, им доаѓаат остварување на крупни ветувања од национален интерес кои што ги ветувале. Сега им е пречката силно ВМРО. Сега сакаат да го ослабнат ВМРО, затоа што се што наумиле да прават им е малку попроблематично ако ВМРО е силно како што е сега. Од тука на својот да речеме локален, како да го нарече, локална бранша СЕО и дадоа наредба да ни испрати еден куп на обвиненија. Јас тоа го кажав уште одамна, мисли и тука во вашата телевизија минатиот пат кажете дека планот е да не потрупаат со празни обвиненија. Кога велам празни, мислам на празни со докази. Без никакви докази, да не потрупаат. Не само план и реализација, колку обвиненија. И да внесат сомнеш кај народот дека ние навистина сме работеле криминално, да внесат сомнеш или верување кај некого дека сте работеле криминално? Апсолутно не сме работеле криминално и сосема јасно зошто овие обвиненија мораше да ги пуштат на последниот или предпоследниот ден, затоа што до последниот ден се трудеа нешто да прикрапат, да запишат, да напишат, да најдат некој сведок кој што лажно ќе сведочи, да го заплашат, да му се закана дека и тој ќе биде овиден, се со цел да направат некоја конструкција и да се обидат да не направат некако виновни. Односно да или барем да изгледаме виновни, па додека трае процесот да им личиме на луѓето виновни. Тоа што на крајот ќе се види дека тие се празни со докази, дека немаат ништо против челниците и против раководството на ВМРО ДПМН и против сите оние луѓе кои што ги теретат, тоа рачунаат ќе биде некогаш далеку. Да, и дека до тогаш луѓето и ќе заборават и зашто. Меѓутоа тоа е удар и за кредибилитетот на партијата, Апсолутно, тоа е прилично нечесен удар. Тоа се ниски удари што ги прават. Тие не знаат да ги освојат симпатиите на граѓаните со дела, со работа, со резултат, со нешто што граѓаните ќе речат браво. Тоа го ветивте, тоа го остваривте, тоа ни го подобри животот, ни донесе повеќе пари, ни отвори повеќе работни места, донесе нови инвеститори во земјата, се направија крупни и сериозни реформи кои ни го променија животот. И затоа одат на ослабнување на противникот. Или со други зборови, како што рече неодамна еден мој пријател, вели, ако некој ти е проблем, ако ти прави проблеми, направи му ти на него некој проблем да се занимава со собствениот проблем. Тоа отприлика го направија, не претрупаа со обвиненија за ние да го губиме времето во подготовки за рочишта, да одиме на судови, да се гледаме со адвокати, да пишуваме записи, да ги праќаме до судот, да ги примаме. Пријатно ли е да се оди во суд, сепак бевте премиер? Нормално дека не е пријатно, меѓутоа тоа е политиката кога е на власт СДСМ.
тоа не име прв пат. Тоа го правија и минатиот пат кога дојдоа на власт во 2002 година. Се сеќавате на тие прогони што ги правеа на луѓето, на малтретирање по судови и така натаму, така што не е изненадување за мене. Јас го очекував ова. Јас сум поминал низ ова. Јас не бев лично на суд. Кај мене тогаш влегува во Министерство за финансии, има 10-15 контроли направено. Но врз други мои соработници од партијата во периодот 2002-2003 поднесоа купишта кривични пријави, ги малтретираа по притвори и така натаму. На крајот за најголем дел од нив ништо не излезе, но им ги загорчија животите, им ги дефокусира, некои од нив се соочија со здравствени проблеми, така што тоа е стилот. СДСМ секогаш кога владее со уцени, со притисоци, со закани, со гонења, политички гонења. Се ова што се случува практично е политички прогон. Политичкиот прогон што го гледавме во 2002-та, кога дојдоа на власт, сега се повторува кога повторно се враќаат на власт. Ние немаме правни процеси. Ние кога им ги раскажавме и кога ги видоа фактите, адвокатите, тие рекоа овде нема П од право. Ова е политички процес. Така, ајде да одиме со ред. СЈО буквално ви е на врат, против вас лично 4. Во 4 предмети сте обвинети и 1 за шлаканиците во центар, популарно како што се нарекува. Кој што никогаш не се удри. Така, тоа сакав да прашам, дали се удрени барем оние шлакарници кои што... Нема никакви удрени, да беа удрени. Андреј Жирновски ќе збореше кај ќе стигне за такво нешто. Веројатно. Ајде да одиме со ред. Сите овие, бидејќи СЈО ги поднесува специјалното јавно обвинителство, сите овие случаи се темелат на прислушкуваните докази, како што ги нарекуваат. Меѓутоа, јас морам да го цитирам членот 12 кој вели: доказите прибавени на незаконит начин или со кршење на слободите и правата утврдени со Уставот на Република Македонија, законот и меѓународните договори, како и доказите произлезени од нив, не може да се користат и врз нив не може да се заснова судска одлука. Дали очекувате воопшто бидат земени во предвид доказите, дали можете ги коментирате прислушкуваните разговори? Законот е потполно јасен, вие го почитате. Сега законот е појасен, не може да биде дека овие креирани материјали не може да бидат дел од судска постапка, не може да бидат докази, не може дури ни од нив не може да се извлекуваат докази, така што се она што се прави како пародија да се најдат експерти кои што ќе го толкуваат на овој или на оној начин е практично дел од организациите што ги прави Сорос и неговите невладини организации и фондации кои што за 200-300 евра ги тераат одредени експерти во наводници да излегуваат и да бараат објаснувања зошто не е така како што е напишано во законот. Така што законот е јасен дека што е како е, но како и да е, јас можам да ви кажам и конкретно барем за моите. Да, би сакала конкретно, ајде да одиме со ред. Најинтересен луѓето и не знам колку се информирани зошто не обвинуваат. Еве јас ќе ви кажам за мене. Едниот случај за кој што ме обвинуваат е случајот за рушењето на дивоградбата во градење Космос, или популарно наречен ТНТ. ТНТ, така. Значи, што се случува таму? Кратко да ви кажам. Прво, ниту јас, ниту министерот за транспорт имаме било какви ингеренции во рушењето или нерушењето на тој објект. Дивоградбите се под ингеренција на општините, односно на инспекцијските служби на општините. Таму се случува следното. Инвеститорот, тоест Фијат Сановски и неговата компанија, добива дозвола за градба да гради зграда. Има стандарди кога ќе се добие зграда, зависно колкава е зградата, колку треба да има подземни гаражи и колку треба да има гаражни места. Согласно тие стандарди, излегува дека тој мора да има 2 нивоа под земја како катни гаражи, односно подземни гаражи на 2 нивоа, 2 спрата под земја. Тој почнал да гради, ја земал градежната дозвола, почнал да гради и во еден момент, според она што ми го кажуваат експертите, дошле до вода. Водата значи дека треба да се употребат многу повеќе пари за да се стават одредени шипови, не знам како се нарекуваат сите тие градежни зафати, кои што се потребни да се реши тоа. Тоа е проблем кој се решава. Тоа не е нерешлив проблем. Сега да се појавува вода, но тоа чини повеќе пари. Човекот веројатно сакал да заштеди и одлучил да гради 1 кат гаража под земја наместо 2 и веројатно да заштеди, не знам, 1-2 милиони евра, некои велат 1,5 милиони, некои 2 милиони евра, не ги знам точните пресметки. И почнал така. Предпоставувам дека верувал дека затоа што е пратеник, има познанства и така натаму, дека понатаму некако ќе издействува да му биде сменета градежната дозвола, односно дивоградбата да му биде овозможено да биде надвор од законите. Така што во еден момент инспекциите отишле, извршиле мерење, виделе дека 1 кат недостасува и му изрекле решение или не знам како се вика тој документ, значи тоа се општински инспекции, му изрекле документ дека има дивоградба, дека треба да ја сруши и повторно да ја гради со 2 нивоа за паркирање под земја.
тој веднаш се жалил на второстепена комисија, изгубил на второстепена комисија. Подоцна пуштил тужба до судот. Сватил дека на судот не може да добие затоа што не е во право, ја повлекол тужбата, па побарал од општината да му е смени градежната дозвола. Значи тука си признал дека градбата му е дивоградба и вика добро, така е како што викате вие, наместо 2 нивоа под земја едно е, ај сега направите ми го решението едно да ми биде. Општината тоа не му го прифатила затоа што законски не може да му го прифати. Тоа не е слободна волја на инспекторот или на градоначалникот или на некој раководител на сектор. Тоа е закон. Но вие се видите дека вие сте се јавиле поради политички реваншизам. Само да ти докажам. И они го одбиваат. Потоа тој оди по судови, ги губи на сите судски инстанции, све губи и на крај објектот се руши. И сега што се случува? Има покренато против градоначалникот и некој инспектор, ми се чини, некаква постапка. А за мене постапката е дека јас сум бил поттикнувач. Дека сте се јавили, сте рекле, руши го. Да, дека јас сум бил поттикнувач и во целиот предмет има само една изјава против мене. Значи нема никакви докази. Има само една изјава. Тоа е изјавата на Фијат Сановски и како добро разбрав на неговиот син, во кој што тие велат дека сметаат, веруваат во тоа дека политички им била срушена зградата, значи не кажуваат дека си граделе дивоградба. Не кажуваат ваш подпис, ваша наредба нема никаков мој подпис нити може да има затоа што не е во мои ингеренции сето тоа. Не е ни во ингеренции на министерот за транспорт. Се одлучуваат на најниско ниво општината, инспектори, луѓе што си се задружили за тоа и луѓето си постапиле правилно. Значи нема ни кај тие луѓе некоја грешка. Затоа велам сето ова е политички процес, затоа што имаше креирани материјали, вадени од контекст, едитирани и така натаму, во кои што сакаат да не прикажат на еден или на друг начин. Сега немаат никакви докази. Единствениот доказ е тоа што Фијат верувал дека, верувал човекот, дека ова му е од мене и од ВМРО. И затоа се води политичка хајка за да јас одам сега во суд, да излегувам, да давам изјави пред судот, да личам дека нешто сум виновен, бидејќи многу луѓе не ни знаат што е работа, да кажат кој знае што било. Штом толку пати дојде на суд и не знам секоја втора недела е во судот, значи нешто има. Сериозно нешто има, да, луѓето не навлегуваат во длабочина. Тие не знаат дека човекот сам си признал дека има дивоградба, па барал да му се смени решението и така натаму, нешто што е незаконски. И уште една работа има тука. 3 вештачења се направени. И сите 3 укажуваат дека било дивоградба и дека не знам за околу метар и пол или така некако отприлика. Мислам, не ги знам точните сантиметри, но отприлика околу метар и половина, дека е поплитко изградена зградата, не е отидено доволно длабоко и не е направен тој кат, да речеме, подземен кат. 3 вештачења и најинтересно се е што тоа што е подземја се уште стои. Еве на 500 метри од вашата телевизија може да се отиде и да се измери. Значи доказот постои во моментот. Тој ја суши зградата горе, тие 2-3 ката што му беа над земја, но не ги суши тие подземја. И секој судија, секој новинар и така натаму може да отиде да направи увид и да измери дали е дивоградба или не е дивоградба. Тоа е да речеме еден таков смешен театрален случај со кој што се обидува да ни набијат некаква вина. Тоа се единствените докази имавте ви увид во доказите, нели? Тоа е единствениот, само изјавата. Единствениот доказ е изјавата на Фијат и на Симу дека верува дека ова му е политички од мене, од ВМРО, затоа што не бил во нашата коалиција, затоа што бил на другата страна. Добро, бевте политички противници, затоа и морам да прашам јас, нели? Ние бевме политички и сме били политички заедно, сме били политички спротивно, но тоа не значи дека ние треба да рушиме згради ако е некој од спротивната политичка опција, ниту пак да му легализираме дивоградба или нешто да потпише некој спротивно на закон, затоа што човекот е политичар. Затоа што бил пратеник и он сега смета дека се треба да му помине. И дека јас треба да заговам, да некој инспектор да го викам, да го убедувам, да го молам, не знам што да му правам, нешто што на памет не би ми паднало, за тој да заштедил 1 милион или 2 милиони евра. Таа работа со мене не била. И тоа е целата работа. Инаку тој самиот си кажува дека со сите средства се обидувал да му биде сменета барањето за тоа градежната дозвола, но не успел и дојде до тоа. Тоа е едниот случај. Ајде случајот траекторија, каде што ве обвинуваат за кинеските патишта и ве обвинуваат дека сте кривично дело, сте оствариле награда, така е крстена. Јас директно ве прашам, земавте ли пари од кинезите? Никакви пари не сум земал, како ќе земам, тоа се државни фирми, државни компании, на памет не ми паднало такво нешто. Значи, наградата
за кое што ме теретат, не е подкуп. Нели зборуваа дека со кинески патишта... Претпоставувам финансиски дека сте земали. Не. Тоа што ме теретат е друг член во законот. Има еден член ако си барал или ако си добил подкуп. И така се вика тој. Барање подкуп, добивање подкуп и така натаму. Не, мене ме теретат за награда. Предпоставка е дека наградата е тоа што ќе се изградат патиштата и ќе ни порасне рейтингот. Тоа очекуваме да биде, кажам, бидејќи друго не може да биде. Дозволете, не е кривично дело во законот. Дозволете сега да ви кажам, да не е кривично дело, но тие сакаат да докажат дека јас сум ги поттикнал другите да направат кривично дело за мене да ми порасне рейтингот со изградбата на патиштата. А сега ќе ви кажам како беше од почеток. Имено, во Македонија долго време не се граде автопатишта. Ние се обративме до неколку институционални банки од кои што редовно зимаме кредити за крупни инвестициони проекти, како што е Европската инвестициона банка, ЕБРД, Светска банка. И во разговорите со нив ни беше укажано дека за да овозможат градба на такви автопати, тие треба да имаат минимум број на возила за да ни дадат кредит. Не се сеќам колку беше бројката, дали 12.000 возила просечно дневно во текот на годината или 15.000, но беше некоја таква бројка. Меѓу 12 и 15.000 возила да е просечно дневно поминување на коли за да биде исплатливо, според нивните критериуми, да биде исплатливо да дадат кредит. Откако не успеавме да ги убедиме, од некои имаме и написмено добиено дека не може да добиеме кредит од тие причини, почнавме да размислуваме за други извори на финансирање. Во тоа време беше и економската криза, да подсетам, светската криза и работите беа стеснети, каматите отидени нагоре и така натаму. И слушнавме дека Кина подготвува план за поддршка на проекти во Источна Европа, 16 земји во Источна Европа, доколку земјите тоа го побараат. Ние тога се обративме како држава, се обративме до Кина и прашавме дали од тоа може да се искористи нешто и тие ни кажаа дека може. Јас дури имав и средби со кинескиот премиер за сето ова, молејќи го да ни даде така наречена преференцијална каматна стапка, значи пониска од редовната. И навистина добивме многу ниска, 2% каматна стапка. После тие разговори, инаку преходно беше над 4%, но по разговорите замолив на средбите, кажав дека сме земја во развој, дека ги молиме да ни помогнат. Значи велите дека ние ги молевме нив, буквално да. Апсолутно ние ги молевме бидејќи нивната државна банка го даде кредитот и нивните државни фирми градат. Така што по долги молења, барања и така натаму, тие се согласија и нивната Ексим банка овозможи кредит. Но, нивната Ексим банка за вакви проекти има услов, а тоа е дека мора да гради кинеска фирма. И тој услов не е само за Македонија. Тој е услов за сите за кои што таа дава ваков вид на кредити. Така беше и во Србија. Во Србија имаат изградено еден огромен мост во Белград. Исто така кинеска фирма го гради и од тие причини во таква ситуација не може да се оди согласно по законот за јавни набавки, туку мора да се оди со специјален закон, бидејќи не може да отворите нормален тендер и да знаете однапред дека ќе победи кинеска фирма, ќе се јават други фирми, ќе победат други и нема да го добиете кредитот. Од тие причини во законот за јавни набавки е наведено, мислам дека во став 9 или 12, мислам во став 9, во член 9 наведено е дека доколку кредиторот во случајот кинеската Ексим банка има посебни услови, тогаш не мора да се оди по закон за јавни набавки, туку може да се оди со специјален посебен закон. И тоа го направи владата. Добивме од Кина 2 компании кои што доставија своји понуди, двете се државни компании. Значи двете се државни компании доставија своји понуди, таа што беше поевтина, со неа државата направи договор, тој договор се испрати во парламентот. Државата исто така направи и закон, специјален закон за тие два патишта и тој закон го усвои парламентот. Во парламентот гласаше ВМРО-ДПМНЕ, гласаше ДУИ и гласа присутните пратеници на СДСМ. Го поздравија, го видоа договорот. Гласа за. Гласа за, затоа што тоа е добра и позитивна работа, нема зашто да не гласа за. Имаме преференцијална каматна стапка, имаме брзо добивање на средства, после толку години неможност да дојдеме до кредити, кои што би биле поволни, се разбира. Како дојдоа кинезите бидат ваши митаџи, нели бидејќи така работата дека Не постои такво нешто. Не постои такво нешто, тоа е измислено, тоа е пропаганда. Затоа говорам, станува збор за политички прогон. Ниту сум
теретен јас за примање на подкуп. Мене кривичното дело не ми е за подкуп. Кривичното дело ми е дека сум ги поттикнал другите да не го почитуваат законот за јавни набавки. Они не го почитувале, тука забораваат, односно намерно забораваат дека е отидено у парламент со специјален закон, дека тоа го дозволува законот за јавни набавки, за да јас имам корист. Наградата е веројатно тоа што после тоа граѓаните рекоа го поздравија тој чин, се градат автопатишта, ќе има побезбедно патување, побрзо патување и така натаму. Значи, ќе добијам на мојот политички рейтинг. Значи, тоа да разјаснам. Членот со кој што они мене ме теретат, освен поттикнување, зборот награда не се мисли на финансиска награда, бидејќи нема такво нешто. Нема ниво обвинението во описот, никаде нема, туку и не постои, не може да има кога не постои, туку дека сум ги поттикнал за да јас добијам нешто од тоа во смисла еве да се гради, па јас како премиер да излезам, да кажам, па тоа е работа на премиер, да ги поттикне министрите, да ги поттикне подпредседателите на влада, директорите, да работат, да најдат начини да се изградат патишта, особено ако сте ги ветили пред граѓаните, ако сте излегли со програма дека ќе се изгради нешто. Тоа е улога на секој премиер, да биде моторна сила во една влада. Ако неговите министри да работат уште побрзо, уште поефикасно, уште посилно и да донесат резултати за граѓаните. Тоа е улогата на политичките партии на изборите, ме разбирате? Ама сте сгрешили, изгледа, затоа сте сега на суд. Ќе се вратиме на останатите случаи кои што ги има уште два и плюс чамарите, нели секако, но мора да одиме прво на краток блок реклами, па се враќаме веднаш назад. Назад сме во студиото, говориме со лидерот на ВМРО ДПМН, господинот Никола Груевски, за се што се случува актуелно, секако е најактуелно сега во моментов. Ќе говориме за политиката, но имаме уште два случаи. Третиот случај, случајот Тенк, односно фамозниот Мерцедес од 600.000 евра, но не сте обвинети само за тоа. Пред да одиме на случајот, би сакала да ве прашам лично вака. Обвинети сте дека имате научари од 60.000 евра, имате? Нормално дека немам какви 60.000 евра, тоа беше спини и лага на СДСМ. Кажав и тогаш тие научари ги имам купено за некои 300-350 евра и тоа е тоа. Така, ајде на Мерцедесот. Велат дека вие сте виновен што Македонија купил Мерцедес од 600.000 евра. Зошто сте виновен? Што вели обвинението? Вака сега. Тоа е еден од исто од посмешните, да речам, случаи за кои што ме теретат и мене и другите, кои што се во тој случај. Значи, секоја држава има возила кои што се блендирани, што значи заштитени од пукање и атентати, за своите личности кои што се на врвни позиции, председател на држава, премиер на држава, председател на собрание и уште неколку. Знаеме какви зверови имаат Путин и Трамп, да речеме, пример. Тоа е нормално во секоја држава. Тоа не е само во Македонија. Второ, секоја држава има такви возила за кои ќе дојдат други такви личности од други држави со авион, да ги пречекаат со такво безбедно возило, за да спречат евентуален напад, атентат, убиство и така натаму. Македонија немаше претходно такво возило? Македонија има неколку стари, да не речам прастари, блиндирани возила. Јас во тој период се возев во возило, кое што беше 18 години старо. Експертите кажуваа дека над 10 години блиндирано стакло, например, веќе е проблематично, колку е тоа издржливо е дискутабилно. Меѓутоа, на страна безбедноста, мојата безбедност, јас и понатаму инсистирав да не се прават трошоци, да одиме со тоа возило. Меѓутоа, навлеговме во период во кој што почнавме да добиваме и забелешки од странските гости. Односно, почна нивните преходници, кога доаѓа многу висок гостин, доаѓа преходница која што извидува се нормално, од различен карактер, политичка преходница, но и безбедносна преходница. Безбедносната преходница гледа на кој аеродром ќе се симне нивниот представник, по која траса ќе се движи, со кој возила, во кој канцеларии, во кој хотел, собите и така натаму, и тоа е нивна работа. Во некои ситуации на доаѓање на VIP личности ни се случи да нивните преходници препорачаат, и тоа го направија, да изнемат од соседни држави, од приватни компании, блиндирани возила, затоа што проценија дека нивните VIP личности е ризично да се возат во толку стари и небезбедни блиндирани возила. И тоа е малку еден срам за државата. Они не ни рекоа ништо вака директно
Ама не ви ги сакаме возилата, не ви ги другите сакаме, си- но еве ние ќе си изнајмеме од Бугарија, од некоја компанија што изнајмува или не знам од каде, ќе изнајмеме нашиот представник во таа ќе се води и со тоа директно ти кажува немате едно во државата безбедно блиндирано возило кога ви доаѓа висок државник. И по еден период почна да се размислува за набавка, затоа што и тоа на председателот на државата, и тоа на премиерот, и тоа на председателот на собрание, сите се кој е по 17, 18, 19, 20, можеби над 20 години стари возила. Втор проблем беше што возилото во кое што ме возеа, тоа блиндираното од 18 години старо, постојано се расипуваше и особено кога се движевме надвор од Скопје на подолга Се релација. случило да ве остави на среда пат? Па најмалку 5-6 пати. Најмалку 5-6 пати на сред пат, па ме префрлаа во друго возило обично кое што не е блиндирано, па со тоа ме Тоа е донесува до сериозен Скопје. безбедносен ризик и недозволиво. Апсолутно. И потоа во наредните 10-15 дена немавме возило затоа што се чекаше да дојде дел за тоа возило, затоа што тие возила веќе одамна не се произведуваат и мора од фабриката да се нарача дел. И што е најтрагично, поправките коштаа помеѓу 4-5 до 25.000 евра една поправка, затоа што се работи за возила што се вонсеријски, што не се произведуваат, што се скапи, блиндирани возила и така натаму. И кога имате толку често такви дефекти, особено кога излегувате надвор од Скопје, нормално е да размислите дека и од финансиски аспект е паметно да се купи ново возило, а да не се плаќаат постојано секој втор трет месец такви скапи. Вела дека сте поправки. аздисале, дека сте сакале да го земете Се е најскапото. тоа пропаганда. Се е тоа пропаганда. Ако сум азисал, немаше до последен момент. Јас до последен момент се возе во старото возило, освен кога патував надвор од Скопје. Значи, до последен момент, додека бев председател на водата се вози во 18-19 години старо блиндирано возило. Само кога одев на пат, се случуваше да го користам ова возило. Ова возило се набави од Министерството за внатрешни работи со примарна цел, велам со примарна цел, возење на Странски гости, така беше високи и речено, гости. да. За да не се брукаме понатаму, да не изнемуваат возила од соседни држави, одлучивме да се набави такво возило, со тоа што неформално се разговараше дека ќе можам и ја, евентуално ако сака и некој друг ако има потреба, кога оди надвор од Скопје, да го користи за да не се сочува со оставање на пат, со дефекти и така натаму. Гледано реално, такви возила треба да има државата најмалку 6-7 Неколку, така. нови. Секоја држава има по најмалку 20-30 такви возила. Но еве ние внимавајќи да не бидеме критикувани, да не нападнат, да не речат еве трошат за ова, нема за друго средство и така натаму, ризикувајќи си ги личните животи, личната безбедност. Ризикувајќи многу други работи, угледот на земјата и така натаму, кога доаѓаат странски представници, одоговлекувавме до крај и на крај решивме едно да се набави за странски делегации, кое што повремено кога одиме надвор од Скопје Така на го пат, по користите 200-300 и повеќе километри или 150 Знаевте дека ќе ви километри. замерат за Да, тоа. знаев дека тоа ќе биде. Јас тоа никогаш не би им го направил нив, како што не им го направивме кога го набави авионот на владата. Кратко, ако дозволите, ќе отидам на случка од минатото. Кога се случи уривањето на авионот на Борис Трајковски, на председателот Борис Трајковски, јас бев заедно во делегацијата што одеше во Ирска да достави кандидатура за Македонија, заедно со тогашниот премиер Бранко Црвенковски, одевме да доставиме кандидатура. Јас како шеф на опозиција бев приклучен во делегацијата и на аеродромот во Скопје беше и министрот за надворешни работи Илинка Митрова и други луѓе. Се отвори муабет околу тоа дека сега нема државата авион. Јас им реков, како шеф на опозиција, набавете нов авион. И Црвенковски ми вика, да набавиме, не тераш да после да не критикуваш дека сме дале волку толку пари за авион, а не сме дале за нешто друго. Јас им велам вака, луѓе, секоја држава има авион. Срамота е да се нема. Срамота е да нема. Потребен е, корисен е, важен е. Не е луксус, потреба е, држава е. Набавете, јас ви гарантирам, еве тука Не за друго да не гледат и соседите како партал држава, нели? нели? Тука сме 7-8 луѓе у VIP салонот на аеродромот бевме. Јас ви гарантирам, давам збор, дека ВМРО ДПМН нема да даде еден негативен коментар ако државата набави авион. И не дадовте. Не дававме ни еден набави авион, не дававме ниту една пресконференција или било што, зошто го набавиле, колку пари го набавиле, се знае, си има постапка, си има органи да ја следат таа постапка, набави авион и тој авион не беше за нив, тој авион за сите државни личности и тогаш, и потоа, и сега, и утре, и задутре. Така и за овој случај. Значи се набави автомобил, безбедносно блиндиран,
кој што се користеше на кој што го користев кога патував надвор од градот сега зашто ве за да обвинуваат? направиме заштити. Сега зашто ве обвинуваат? Што велат? Сега добро, прво да контекстот да го објавам, да го кажам зашто сето тоа се правеше. Министерството за внатрешни работи по закон имаше можност и право да не објавува тендер, затоа што за блиндирани возила законот дозволува да не се објави тендер, со директна спогодба да го направи. Меѓутоа, тогашната министерка за внатрешни оцени дека тоа исто така може да и биде предмет на критика, независно што законот е на нејзина страна, и оцени дека е добро да објави тендер. Таа објави тендер, се заврши тендерот, се набави тоа возило и теретењето е сега на човекот кој што бил, мислам, шеф на финансии и спроведувал набавката и на неа, дека имало пропусти во набавката. При тоа, морам да кажам дека нема ниту една жалба од ниедна друга компанија дилер на возила. Од учесниците во тендерот, така никој не се се објавува тендерската документација, може секој да ја прочита, да ја види, да даде коментар, да каже не е добра, ваква е, таква и така натаму. Никој не се пожалил. Поминала набавката и никој не вложил жалба, што значи немало никаков сериозен проблем. Потоа тоа возило е набавено, користено е за високи државни гости и користено е во случај кога јас треба да отпатувам, не знам, во Белград или во Струмица или во Охрид или не знам во регионот, во регионот и во земјата. Како ви е спомено делото сега за ова? Зашто се терета? Сега, што сум ја теретан? Бидејќи ја немам нити подпишано, нити ништо во сето тоа. Нити сум ја вршил набавката. Мислеле луѓето што да ме стават мене за да ме оцрнат пред граѓаните дека ете јас нешто матно сум направил. Јас сум таму поттикнувач, сум ги поттикнал они да сгрешат во процедурата. Значи, сум ги поттикнал и второ, ќе сум имал награда од тоа. Пак ќе кажам, не финансиска подкуп, него награда најверојатно што сум се возел после во возилото. Тоа е наградата. Значи, после сум можел да се возам. Претпоставувам дека е убаво да се возиш во тоа возило. Знаете што, кога да ви кажам една работа. Кога сте на таква функција, премиер, главата не знаете кај ви. Ни гледате што се возите, ни како се возите. Влегувате у кола, додека да стигнете до местото додека што се 500 мисли низ главата ви поминуваат, тоа да не заборавам, тоа да направам, ова да направам, овде да подобрам, телефон читате, ви стигаат милион проблеми. Какво гледање во што се возиш? Гледаш да ти е безбедно возилото, да стигнеш на време, да нема застој, тоа е тоа. Значи, едно е луѓе кои купуваат кола за да уживаат, друго е луѓе кога имаат функција на која што цела држава им е на глава. Кој бил премиер, ме разбира. Кој бил на висока функција како таа, знае што зборува. Нормално тие се удобни возила, подобри возила, но кога си во таква ситуација, кога имаш толку проблеми, не ти е до уживање. Во таква ситуација е да ја завршиш работата, да стигнеш на време, да решиш проблеми. Кој бил премиер многу добро ме разбира, или кој бил на таква одговорна функција за која што за се си виновен во државата, сите чекаат од тебе да завршиш нешто, сите те атакуваат и имаш преземено обврски кои можеш да ги завршиш на време. Како и да е. Што е тука интересно? Значи, јас ќе сум имал корист од тоа што ќе сум се возил во возилото. И за сега за тоа имам кривично дело и ќе одам на суд. А колата останува, ќе се возат и понатаму во неа државни делегации. Да, имаше спекулација ќе ја продадат, ќе ја дадат, парите ќе одат во хуманитарни цели, но останува Мерцедесот. Нивна работа, ако мисла дека треба да ја продадат, нека ја продадат. И имаат одговорност сега пред граѓаните. Така. Тоа е сулудо да ја продадат, затоа што државата треба не да ја продадат, треба да купат уште некоја. Мора да се има, да. Тоа е да не биде на брука, да не биде. Председател на државата исто треба да му се набави ново возило. Председател на собрание, председател на влада, министер за внатрешни работи, сите тие функции се функции каде што постои сериозен ризик за загрозување на безбедноста. Не треба да си дозволи една држава ова да биде прашање. Се знае колку се тие коли, се знае дека коштаат по 500, по 600, некои повеќе и по 700 и по милион коштаат. Не треба да се разговара за тоа дали треба или не треба. Држава е ова. Так. Треба да има такви возила, не едно повеќе. Така, одиме на последниот случај, се чини колку атентати треба да ни се случат во државата за да внимаваме Македонецот секогаш не изгледа да учиме така на грешки, треба да ни се случи нешто, па потоа да кукаме како што беше со Кингерот, нели, и со Борис Трајковски. Ајде да одиме на последниот случај за кој што велат дека е најсериозен случај, затоа што се однесува на изборни измами, генерално кажано, во 2013 година. Тоа е случајот Титаник.
Исто сте тука обвинети, вие и уште неколку лица, кои што сте обвинети за неколку дела. Едното дело е за сторничко одружување, така беше финансирање, злоупотреба на средства за финансирање на изборна кампања и повреда на избирачко право, така се насловени. Меѓутоа, ја сакам малку да ми ги објасните, да одиме едно по едно. Едното дело се однесува на личните карти. Како и зошто е Груевски обвинет тука во однос на фактот дека имало некои лица кои што имале лични карти на една адреса, а биле повеќе од 10, да речем? Значи, генерално, јас сум обвинет дека сум бил на позиција на која што требало да знам се. Председател на партија. И кој што нешто да сгрешил, доколку сгрешил, а мислам дека никој ништо не сгрешил, но добро, мене ме ставаат по дефолт како председател на партија. Сега. Сите велат дека сите тие граѓани од Пустец гласале за ВМРО ДПМН, иако не можеме да знаеме дали... Кој може да знае за кого гласале граѓаните што се по потекло од Пустец? Што тука се случува? Значи, ви кажав кои се доказите во Космос, случајот Космос. Изјавата на Фијат Цановски и Симон. Овде има една изјава против Никола Груевски, против мене, а тоа е изјавата на Зоран Заев, каде што тој вели дека смета дека на тие избори, не знам таму 13-та или која година, имало многу неправилности и се тоа што го збори на телевизија. Значи тоа што го кажува на телевизија, тога што го кажуваше имаше неправилности, вака беше, така беше, онака беше, што се не измисли, после видовме дека нема ништо од тоа, си го кажува во изјавата и тоа е единствениот сведок против мене. За ова дело? За се, за целиот Титаник. Кога станува збор за мене, зборам сега за мене, бидејќи мене ме прашувате. Така. Тоа прво да го напоменам. До сега сведокот кој што од мене, против мене нешто збори е Зоран Заев. Од она што ни го достави СЈО, од она што го имаме видено до сега. Второ, конкретно, за личните карти. Таму станува збор за луѓе кои што по законски начин си добиле државјанство на Република Македонија. Тоа се луѓе што живеат во Република Албанија по потекло македонци и никој не го оспорува тоа. Значи не е спорно зошто тие имаат државјанство. Тие си имаат државјанство. Го оспоруваат начинот на кој што стекнале живеалиште. Бидејќи за да остварат некои своји права во земјата мора како да државјани, живеалиште престои така. Мора да има живеалиште престои. Тие не мора да живеат во Македонија. Затоа што вие може да имате државјанство на, не знам, на Австрија, така, или на Германија или на не знам која земја, не мора да живеете во таа земја. Но за да остварите некој право ви треба жителство. За да имате жителство ви треба адреса. Вие не мора да живеете на таа адреса. Вие може да добиете адреса кај ваш пријател. Например, добивате по некој основ државјанство на некоја земја. Да, но треба тој пријател писмено да каже дека дозволува. Да, тој пријател треба да ви овозможи дека ви овозможува живеалиште на таа адреса. Да речеме во Македонија има многу што имаат земјано бугарски пасоши, многу луѓе има такви, од практични причини за патувања порано и така натаму. И во една прилика ми кажуваше Илија Димовски, ми се чини, нашиот пратеник, вели 400 велешани што имаат земено бугарски паспорт се на иста адреса во Благоевград. Тие не живеат таму. Тие само се пријавени како живеалиште. И тоа е законски. Нити во Бугарија, нити во Македонија, нити во поголемиот дел земји во Европа не е забрането со закон да поголем број луѓе пријават живеалиште на една адреса. Тие циркуси што ги правеа со одење во еден стан, па станот имал 30 квадрати. Па како е можно 15 души да живеат? Тоа се циркуси. Никој не кажал дека живее таму. Тоа му е официјална адреса. Закон треба полиција да му достави нешто така. Но има македонско државјанство и за да ги остварува своите права, добил на одредена адреса живеалиште во согласно со некое склучување договор и слично. Единственото нешто што тие ако го нашле, не знам дали го нашле, дали некој од нив имал или немал склучено договор за тоа живеалиште. Најголемиот дел имаат склучено договор, велат, ќе провериме тоа дали е така и ќе се утврди, дел од нив, неколкумина можеби, немале склучено соодветен договор за тоа живеалиште и тоа треба да се истражи. Добро, тоа е папиролошки, технички нешто. Меѓутоа, ме теретат мене, теретат пола раководство на ВМРО ДПМН, генерални секретари, министри за внатрешни работи, што да ви кажам? Циркузи. Тоа е едната работа, живеалиштето. Тоа сакам да прашам, како вие успеавте организирано да ги донесете така цел Пустец, бидејќи дека вие сте ги собрале од Пустец сите и сте ги донале само специјално за да гласаат. Мислам, тоа се колку илјадници беа. Кој кому може да гарантира за кого гласа кога ќе отиде зад параванот? Никој.
кога ќе застане човек за параванот, гласа за тој за кој во не неговата глава гласањето, токму самиот така. ќе одлучи. И никој не може поинаку да го разубеди. Ајде за второто. Важите за премиер, лидер на политичка партија, кој што платил најскапо озвучување и подметачи за чаши. Да, значи, тоа е едното. Едното дело е ова за живеалиштата на дел, на мал дел од луѓе што живеат во Албанија, имаат македонско државство. Кои што воопшто не се спорни. Вториот дел е на база на некакви креирани разговори помеѓу некои луѓе од партијата. Не мои, значи дури не се ни мои разговори. Заклучиле дека сме набавиле подметачи за чаши, и сме изнајмиле звучник, банери, оние што од дрво до дрво се закачуваат од бандера до бандера, платнени, на кој пишува ВМРО ДПМН или нешто друго. Тоа е банер, има некој, не го знаат изразот, па го објаснувам. И бина. Сме ги изнајмиле, бина. И дека и тоа им е сомнително дали било, не било пријавено, како било и зошто било пријавено. Такви некои небулози. Како да ви објаснам? Зборува, сме поневериле 5 милиарди, 6 милиарди евра. Не денари, евра. А ве обвинуваат за подметачи за чаши? Не обвинуваат за подметачи за чаши без никаков доказ, без никаква изјава. По оваа партија, се со цел да одиме на суд, да не оцрнуваат, да не чекаат сите новинари пред суд кога ќе излеземе од судот. Па како беше рочиштето денеш, па што кажа во обвинителката, па изјава на обвинителката, па изјава на не знам кој, па изјава моја, па изјава на некој друг. Целта е ослабнување на ВМРО ДПМН. Целта е луѓето да добијат представа дека ние сме криминалци, дека ние сме работеле незаконски, дека ние сега затоа ќе бидеме затварани, осудувани и така натаму политички да ни наштетат. Ова не е правен процес. Ова е политички процес. Тоа е второто и не знам дали имаше уште... Последното беше за уплатите на членството. Ве критикува дека имале докази, дека некои биле принудени. Значи, земале една година во која што ми се чини, ако не се лажам, 25.000 луѓе извршиле уплати во текот на таа година. Разни уплати од 500 евра, 200 евра, 1000 евра, 1500, 2000 и така натаму. Од кои што поканиле околу 700, ако добро ме информира, од кои што неколку десецици, не знам точно, 40, 50, 60, дале изјави кои што се од типот не се сеќавам, не сум сигурен, не знам дали е мојот подпис. И неколку може и рекле не е мојот подпис, затоа што па има и такви кои што во меѓувреме напуштиле нашата партија, гневни се на нас, не оствариле некое свој план, позиција и така натаму, директор да бил ова, да бил и така натаму. И по раководство го теретат затоа што неколку десетина од 700, односно од вкупно 25.000. Да, но сумата кога ќе ја споменат цела бога ми е голема. Да. И они кога ја спомнуваат сумата во обвинението од околу 5,5 милиона, ако не се лажам, евра, ја спомнуваат сумата на сите 25.000 што плати. Не на овие 30-40 луѓе кој по 500, кој по 600 евра што платиле, кој по 1000. Туку на сите 25.000, целиот износ што влегува во таа изборна година во партијата, за целиот износ теретење и обвинување. Како да ви објаснам? Па медиумски помоцно звучи 5 милиона. Од авион се гледа, медиумски звучи лудо, 5,5 милиони евра, перење пари, не знам што, чудо. Човек што нема да навлезе во деталите или нема да знае што е, ќе рече овие, кој знае што правеле. Кој знае колку се украле пари, се испрале и така натаму. А во суштина, кога ќе погледнете, од 25.000 поедини уплати, викнале исказ на 700, 5-6 се нашле кој не се сеќава, кој не е сигурен, кој вика ми сам помалку уплатив или повеќе, поминале години умеѓу време. Кој лут на нас па ќе каже не сум јас што сум уплатил или нешто слично, значи за сосема мал број луѓе и не викат за 3-40 евра дека е дискутабилно, па треба да се провери за 5,5 милиона. За сите, за вкупната сума е 5,5 милиона. Морам да ве прашам, се прави голема фама од тоа притвор, одземање на пасоши, така натака. Овие дела сега што ги поминавме овде, експертите велат, барем ја со некој што ги консултирав, дека се дела за кои што е завршена работата, ако е направена истрагата, не може ни да се влие на сведоци, не може ни да се, значи сите оние нели точки по кои што се одредува притвор, како тоа го
вие го гледате. Ќе се случи, нема да се случи, ќе видиме нели сега апелација како во понеделник треба да одлучува. Меѓутоа и фактот е дека овие судски процеси богами ќе траат долго, година, 2, 3, бога фрлена е дамката врз вашето име и врз името на вашите соработници додека не заврши судскиот процес барем, нели? Вака да ви кажам. Народот нас не знае, граѓаните не знаат. Се ова ќе се разобличи. Од се ова еден ден СДСМ ќе се срами. Заев ќе се срами. Сега он во еуфорија. Ова е се од него. Сите овие команди на СЈО ги издава Заев и некои надворешни центри го поддржуваат. Затоа што имаат своји планови со Македонија. Нашиот греф не е што е набавено возило блиндирано. Нашиот греф не е што е срушена дивоградба која што самиот градител признал писмено дека му е дивоградба. Нашиот греф не е подметачите за чаши што сме ги купили или микрофон што сме изнајмили. Нашиот греф е што 11 години се бориме за обстојување на Македонија, онаква каква што е сакаат граѓаните на Македонија или убедливото мнозинство граѓани. Нашиот греф е што 11 години не попуштивме под разни притисоци, закани, уцени, понуди, да се смени името, да се смени идентитетот, името на јазикот, на државата, на нацијата. Ке да знаеме ли некогаш тие понуди точно од кого доаѓале? Народот мислам дека... За дека... дојде време. Нашиот греф е што не се согласивме да подпишеме разни договори со кои што се сака да се избрише нашата историја. Договори со кои што се сака да не се признава нашиот јазик. Нашиот греф е што сакаме унитарна држава. Нашиот греф е што е браневме државата од терористички групи кои што доаѓа и сака да го сменат текот на политичките настани во земјата и да ја доведат земјата во екстремно тешка ситуација. И што експресно се справувавме со нив. Што задржавме и направивме силна држава. Тоа е нашиот греф. И нашиот греф е што и во овој момент, после сите атаци од 3 години, после толку многу напади кои што ни се случија, после се она што ни беше со што бевме нападнати, ние сме се уште најсилна партија, најподдржана од народот, најподдржана од граѓаните. Што правиме во опозиција, што правиме, како сега ќе се борите? Мојот греф е што сум борите? председател на таа партија и што водам политики кои што мнозинството граѓани ги поддржуваат, кои што мнозинството македонци ги поддржуваат. Тоа е мојот греф и затоа е борбата да бидам елиминиран, да бидам тргнат од политичката сцена, од воството на ВМРО. Ќе успеат ли? Се разбира дека нема да успеат. Затоа што оваа држава има народ кој што гледа и расудува. Меѓутоа еве сепак сте опозиција. Како сега ќе им помогнете на народ? Доаѓаат локални избори, луѓето ќе си кажат. Ќе видиме сега кој ќе добие најмногу гласови на локалните избори. Ќе дојде гласањето, ќе ги броиме гласовите. Очекувате дека ќе... Апсолутно. Народот гледа. Не верувам дека сме биле ангели, дека не сме направили некоја грешка. Не може да не направите грешка. Не може да немате грешки. Не може да не направите лоша проценка некогаш. Невозможно е во 11 години толку многу нешта да завршите. Толку многу процедури да направите нешто да не сгрешите. Но дека сме правили криминали, дека сме изнесувале, не знам, 5 милиарди, 6 милиарди. Кај са милиардите? Еве ги обвиненијата се на маса. Кај са милиардите? Ги прашувам јавно, кај са милиардите? Се гола политика и политички прогон. Сакаат да не ослабнат, затоа што со силно ВМРО не можат понатаму да ги остварат ветувањата што ги дале на некој. Не е случајно што кога одат надвор во други држави, во други главни градови, велат за ова да го решиме, ни треба консензус со опозицијата, па додека е Груевски тоа тешко ќе оди. Ве молиме да помогнете да биде тргнат. Тоа го зборува. Највисоки представници. Немате намера да заминете од партијата. Имаше прозивки да заминете од партијата и од страна на опозицијата, па и нели оние медиуми од страна дека било време да се тргнете од политиката и така натака. Знаете што? Се прават и ќе се прават обиди да ја заминам од врвот на партијата заради истите тие цели. Овие луѓе што сега се појави и се нарекуваат реформатори, кои што во минатото беа 5 и 6 ешелони, кои што сега гледам дека ништо не работеле за државата, туку за себе сработиле en круг работи. Тие се изнајмени. Тие се под наем да завршат одредена работа. И тие се горди со тоа. Тие се фалат. Многумина што контактираат со нив ми кажуваат како се фалат, за која амбасада работат, која амбасада им дава логистика, која амбасада им дава пари, кои им се целите. Целта им била јас да се тргнам, да се решеле некои проблеми во државата и така натаму. Тие луѓе ќе се срамат додека се живеат тоа што го прават сега. Не се свесни. Во моментот се горди затоа што некоја поголема сила им кажава дека стои зад нив и дека им држи грб. Им го чува грбот.
еден ден ќе се срамат. Ќе се срамат од своите деца и од своите внуци за тоа што го прават. Од Споменавте- самите себе ќе се срамат. Споменавте за сето она што планираат да го направат, некои работи веќе и дојде на маса, тиранската платформа веќе ја знаеме како заврши, меѓутоа најактуелно последно е договорот за добрососедство со Бугарија. Вела дека вие претходно сте биле инат влада која што била себична за своите интереси, не сте сакале да подпишете, сте биле скарани со сите соседи. Бевте ли скарани со сите Видите, соседи? ние многу лесно можевме да бидеме Зоран Заев со соседите. Се да прифатиме. Сите штетни за Македонија работи да прифатиме, јас ќе бев најголемиот реформатор. Значи, што се реформите што се бараат од Заев? Да ги направи сите потребни остапки што ги бара Грција, што ги бара Бугарија, што се бараат поврзани со тиранската платформа и кој знае уште што ќе им текне во меѓувреме, и он ќе биде најголемиот реформатор. Ја не можев да бидам? Можев. Ќе излезев, ќе кажев, почитувани граѓани, мислам дека треба да го прифатиме ново име на државата, нацијата, јазикот, сите други Бугарска детали. Историја на друга држава е наша историја и така натаму, така што многу лесно може да го правам тоа. Јас одбрав друг пат. Одбрав пат да ги штитам интересите на тие кои што ме одбрале да им бидам представник. Јас сум избран на избори. Не сум избран од некои странци, избран сум од народот на оваа држава, од граѓаните во оваа држава, од некои најголем број граѓани, кога се поделиле кој за која партија, најголем број граѓани гласале за мојата партија и јас начело на таа партија. И со мене начело на таа партија. И јас морам да ги штитам, јас така ја разбирам политиката, морам да ги штитам нивните интереси и да се обидам да направам максимум. Тоа не значи дека некогаш немало да се направи или не се направи некаков компромис. Но не може да се прави компромис за се. Не може да се прави компромис за тоа што се гинало стотици години на овие простори, за кое што луѓето ги дали животите, за кое што децата ги оставиле сираци, за кое што со тешка мака се направила држава, и јас сега да дојдам за да се ја задржам власта, за да некој амбасадор ме потапша по рамо, да продадам се. Тоа е целата работа, тоа е приказната. Тоа е битката. Тоа не значи, верувам, дека во дипломатијата не може да има одредени компромиси. Компромиси во дипломатија има секогаш, но треба да се знае да може, каде е црвената линија, а не по секоја цена за да дојдеш на власт или за да се задржиш на власт. Или за да те наречат реформатор, или за да си немаш проблеми и не знам да добиеш некакви привилегии и така натаму. Тоа е целата битка. Кога сме ке политиката? Инаку, кога станува збор за договорот со Бугарија, она што ние го бараме од Зоран Заев. Инсистирате цело време да биде објавлението, се уште не се знае што е. Да го објави договорот. Тој кажа се е договорено. Се е договорено, освен една работа за која што на кафе пиење ќе ја средиме. Ќе пиеле кафе министрица за надворешни, додека трае пиењето кафе, кое што вообичаено трае 15-20 минути, дека ќе го реша. Значи некое помало, поминорно прашање и така натаму. Значи другите се решени, така изгледа. Значи другите се решени. Ако се решени, зошто не ги објават? Гледаме во едната држава. Последна информација од Никола Димитров беше дека не се објавуваат детали затоа што тоа може да му штети на склучување на договорот. На склучувањето на договорот. Зашто може да му штети? Ако договорот е добар. Ако договорот е од корист на Македонија. Ако е од заедничка корист и на Македонија и на Бугарија. Зошто може да му штети? Што кријат? Зошто во Бугарија гледаме свалат, го дочекуваат Заев со банери "Добре дојде во својата земја" или како го нарекува една политичка партија таму? Зошто таму сите се срекни, а ние ништо не знаеме? Нека излези да има нешто и да има нешто што еве се плаши дека може ќе се толкува вака или онака, нека излези. Тој е човек што во последните месец дена најмногу го употребува зборот дебата. Видовте вие некоја дебата во Македонија во овие месец дена? Најмногу употребува зборот реформи. Видовте некоја реформа во Македонија во овие 35 дена? Нема такво нешто. Едно збор и друго прави. Никакви дебати. Најмногу употребува зборот експерти ќе дојдат на позиции. Кој експерт дојде на позиција? Од партиска до партиска личност. Член на извршен комитет на неговата партија стана директор на Агенција за администрација, која што треба да ја уредува администрацијата во Македонија и да ги прима новите кадри. Член на извршниот комитет, односно извршен одбор се вика во СДСМ, станува прв администратор, значи човек што ќе управува со администрацијата и со примањето на нови кадри. Неговиот пратеник зборува кај ќе стигне дека членската книжка на СДСМ ќе бива
можност за здравствена услуга, ќе била можност за социјална помош. Едно зборуваат, друго прават. А за работите што ги ветуваат за граѓаните, не умри магаре, до зелена трева. Тоа ќе биде. Ајде да ми прекоментирате малку за коалицијата со албанските партии на основ на Тиранската платформа. Факт е дека вие го изгубивте коалициониот партнер ДУИ до вчерашен. Исто така е факт дека многу од албанските гласови се прелеја на овие избори во СДСМ. Генерално за таа ситуација, дали работите на или каква ви е сега ситуацијата и односите со албанските партии, се повративте ли малку и очекувате ли да трае оваа коалиција или коалиција на стаклени носи? Ќе одговорам на ова прашање, само не заврши за преходното една работа. Договорот со Бугарија, Република Македонија го договараше подолг период. Таму останаа неколку прашања кои што останаа за понатамошни дискусии. Едното прашање на кое што ние инсистиравме беше прашањето да го признаат македонскиот јазик. Тие се уште во сите договори досега пишуваат македонски јазик согласно Уставот на Република Македонија. Тоа имплицира дека не постои измислен на македонскиот јазик, ама бидејќи го има во Уставот, окей, тогаш нека пишува македонскиот јазик согласно Уставот. Во ниеден друг договор што го потпишува Бугарија со друга држава, нема таква формулација. Во ниеден друг договор меѓународен што го потпишува Македонија со друга држава, нема таква формулација. Ајде да кажеме 99-та година можеби до некаде беше и оправдано што се потпиша, затоа што се скрши ледот после многу години на затегнати односи и се потпиша декларација, не договор, која имаше рок на трајање од 10 години. Сега се бара се потпише договор меѓудржавен кој ќе помине во парламентите и кој што мислам дека нема да има временско ограничување. Так. Зошто Бугарија не ни го признава јазикот? Јас сум разговарал со многу високи челници од нивната држава и има различни коментари, но најчести се коментарите дека тие сметаат дека македонскиот јазик бил некаков дијалект на бугарскиот, дека ни го измислиле србите, ни вметнале 2 или 5 букви и така натаму. Јас им велам вака. Настрана што не е така, тоа што го тврдат. Да замислиме и дека е така. Да замислиме. Тој е кодифициран јазик 72 години. Тој јазик го зборуваат 2 милиони луѓе тука. Со тој јазик се идентификуваат 2 милиони луѓе. Не можете вие во 21 век да им го негирате јазикот. 21 век е. Негирате јазик. И немаат одговор на тоа. Настрана што аргументите не им држат, тоа не ќе да навлегувам тоа историја да навлезам. Ќе отиде во друг правец работата, да. Истата втората работа, мислам, во истиот договор втората работа за која што бара да влезе дека имаме заедничка историја. Да. Што според експертите кои што ги консултираше Министерството за надворешни работи во тоа време, а тоа беа доктори на науки по историја, некои од нив и академици по историја, имплицира дека македонскиот народ во минатото биле ништо друго, туку само бугари. Меѓу тие експерти беше и господинот Боже Ристевски. Ја не знам зошто го нема сега да излезе. Зошто го нема Мано да излезе. Никој од Мано не излезе. Каде е таки фити да излезе сега? Дали не излегува затоа што можеби некој го уценува со некои разговори, или не излегува затоа што беше член на СДСМ и СДСМ го направи министар за финансии пред 20 на години. Не знам дали ја чувте изјавата од Димитров, кој што вели дека за малку пари ќе се пишат бугари, затоа не коментираат, се да, ја слушнав таа изјава, но навистина еден ваков молк кога во едната држава слават, а во другата ни кажуваат дека ќе ни го дадат договорот на некој ден пред подпишување, и еден таков молк од институција како што е МАН, еден таков молк од некои историчари кои што во минатото цели трудови напишале на таа тема, во полза на Македонија, сега да ги нема, да се скриени, покриени со кебе, е непримерен, недозволив. Каде се да излеза, да праша, да искоментира, да го кажат своето мислење. Тоа беа дел од работите кои што беа останати, значи да го признаат јазикот, тие бара да имаме да пишува заедничка историја во најмала рака до 1944 година. Так. Бара да има формулација со која што де факто би се откажале од грижа за македонците во Бугарија. И учебниците, мислам дека ги спомнува, и може би уште една-две работи, не се сеќам точно на себе, бидејќи јас не учествував во тие разговори, ги воде експертски групи под раководство на министерот за надворешни, тој повремено ми
ми известуваше понекогаш кога ќе се сретневме со високи бугарски представници, ќе разменевме по нешто тие разговори, но главните преговори ги воде експертски групи на Министерството за надворешни работи. Сега за ова прашање што го отворивте. Албанските партии. За албанските партии. Во кој правец ви е прашањето тука? Оти е широка тема. Факт е дека бевте 10 години коалиционен партнер со ДУИ, факт е дека сега е коалиционен партнер со СДСМ. Така, значи вака. Очекувате ли да трае таа коалиција? Во овие години зад нас одредени фактори, домашни и надворешни, свесно, планирано, градеа слика за ВМРО ДПМН и за мене како нејзин претседател, дека сме некаков непријател на албанците, дека сакаме зло да им направиме, дека работиме против нив, дека се гради во Источна, не се гради во Западна Македонија, дека се гледа се лошо да им се направи. Тоа не беше подкрепено со факти и аргументи, но беше толку многу пати повторувано, што кај многу од албанците почна да се доживува како вистина. Инаку, ако помислате, секој албанец што сега ја следи оваа емисија, да седне вака сам во една тишина и да си размисли што лошо за нас направи ВМРО ДПМН и Никола Груевски, мислам дека долго ќе седи и ќе мисли и нема да смисли ништо. Затоа што токму ВМРО и јас лично како претседател на таа партија и претседател на владата донесовме куп инвеститори во Западна Македонија, исто како и во Источна. Во Тетово, во Кичево, во Струшко-Охридскиот регион, во Скопскиот, каде што исто така живеат многу албанци. И насекаде каде се вработува албанци. Луѓе што немаа работа, седеа дома, земаа социјална помош или и тоа не го земаа. Сега одат на работа, се срекни и го планираат понатаму своето семејство. Градевме патишта, водоводи, железници или не знам што во Источна, се градеше и во Западна Македонија. Како коментирате тогаш фактот дека добија албански гласови СДСМ? Гласовите се добиени на пропаганда, на оцрнување на ВМРО ДПМН, на давање на ветувања. И јас ќе кажаме на работа дека албанците допрва ќе го доживеат Зоран Заев кој и што е. Македонците го знаат и не случајно после 11 години на власт на ВМРО ДПМН, после 3 години на торпедирање на ВМРО ДПМН, македонците го дадоа убедливото мнозинство гласови на ВМРО ДПМН. Но албанците одлучија на свој грб да го искусат Зоран Заев. И му ја дадоа довербата со поголем број гласови. Сега имаме најави дека се сложува законот за јазиците. Ќе дојде време и ќе видиме што ќе добијат. Дали ако добијат можност на некоја табла во Штип да пишува на албански јазик, тоа ќе им го подобри животот. Или животот ќе им го подобри тоа што ВМРО воведе субвенции во Македонија за земјоделците кои што не постоеа пред нас. Дали им го подобрува таблата во Штип или во Кочени, на која што нешто пишува на албански, или животот ќе им го подобри тоа што сме изградиле пат, што сме изградиле водовод во селото, што сме изградиле канализациона мрежа, што сме донеле компании што им отвориле работни места и земаат плата, што сме ги зголемиле пензиите на пензионерите, кои што преходно беше мисло на именка да се зголемат, што сме вовеле или некои видови на социјални помошти и сме ги зголемувале социјалните помошти, платите во администрацијата и така натаму. Тоа го прави животот, а не дали на некоја табла во Штип или во Кавадарци ќе пишува нешто и на албански или нема да пишува. Нивните политички партии во голема мера не можејќи да бидат конкурентни со идеи за подобрување на квалитетот на животот, одеа на националистички идеи, за да приберат гласови од со емотивни пораки, со емотивни ветувања да придобијат гласови и да го оцрнат ВМРО ДПМН. Времето ќе покаже се. Ние ниту сме биле, ниту ќе бидеме против албанците. Работевме и ќе работиме за сите. А Заев ќе го вида доправа. Кога сме кај собранието, што прави ВМРО ДПМН во собранието? Зошто 10 претседнички групи? Дали вистина сакате да го бойкотирате и закочите собранието како што ве обвинуваат? И под прашање, дали имате план за враќање на власт? Благодарам, тоа се две прашања. Две. Првото прашање е зошто 10 претседнички групи? Прво да кажам дека тоа е наше деловничко право. Значи не сме направиле ништо надвор од закон или од деловник. Деловникот вика 5 души може да имаат претседничка група, ние имаме 51, 10 претседнички групи. Второ, затоа што кога гледаме на каков незаконски начин и неуставен начин се избра претседател на собрание, на каков незаконски начин се обидуваат да протуркаат некои работи низ парламентот, гледаме дека ќе ни требаат повеќе можности.
можности за почести интервенции од страна на координаторите на групите за прашања поврзани со процедурални прашања, можности за подолги говори нивни, можности за разни можности што ги одговлекување или со цел влијание? Со цел влијание. Со цел влијание. Нормално и одговлекување ако некогаш нешто е многу штетно за земјата. И ако носа штетни одлуки за граѓаните, да се добие време за граѓаните да сватат за што станува збор, но не со некоја задна намера. Значи, нашата намера е да се бориме во собранието со идеи, со критика за тоа, за сето она што е незаконски, за сето она што е неправилно и за сето она што и прави штета на државата и на народот во неа, независно од која етничка заедница. Второто прашање. Дали имаме план? План за враќање на власт? Апсолутно дека имаме план и апсолутно дека ВМРО-ДПМН ќе се врати на власт. Ако се прашуваше народот, ВМРО-ДПМН и сега требаше да биде на власт. И ВМРО ќе се врати на власт. Сето тоа што го работиме сега во партијата е само раздвижување кон локалните избори, чие што победа неминовно ќе допринесе до нови предвремени избори во Република Македонија. Чини може би Заев услуга ви направи малку го консолидираше. И македонците што гласаа за Заев, а уште повеќе албанците нека видат со кого имаат работа. Тоа е тоа. ВМРО беше на власт и ќе се врати на власт. Со победа замина, со победа ќе се врати на власт. Ке инсистирате ли можеби на предвремени избори како што тоа го правеа СДСМ на секој 2 години или ќе чекате? СДСМ вадат некои анкети дека водели и така натаму. Еве ако водат, нека организираат предвремени избори. Вие сте подготвени? Одма, веднаш. Ви благодарам, господин Груевски, за гостувањето во отворен студио на телевизија. Ви благодарам на поканата, ми беше задоволство и поздрав до сите што ме следат. Се надевам дека опативме многу теми, се надевам дека не поставив некој незгодно прашање во однос на сепак судски процеси се нели во тек, дека нешто не... Говорете, тоа е актуелно и добро е луѓето да знаат. Така. Има представа дека кој знае што не овинеле, дека 5 милиарди, 6 милиарди евра и така на. Добро е што еве би. Така. И за крај само сакам уште една работа, ве молам да не знам дали може камерата да покаже. Јас секогаш велам, нели ви обвинуваат дека однапред сте ги давале прашањата, сте биле подготвени. Јас сега можам да кажам дека мене не сте ми дале ништо, ниту па јас на вас не сум ви дала ништо. Ви благодарам што искрено одговоривте и морам да ви се заблагодарам што кога дојдовте и кога ви кажав темите за кои што сакам да разговараме, вие рековте слободно прашање за себе. Благодарам. На секоја тема, секој прашање. Ви благодарам, ми беше задоволство. Ви благодарам и вас што бевте ве часи повеќе со отвореното студио на телевизија Нова. Останете на фреквенцијата на телевизија Нова, следуваат најновите информации и вести.